Нов разговор кој што сигурна сум дека ќе го задржи вашето внимание во минутите кои што следат. За последната тема во Македонија наутро практично и не треба никаква посебна најава, бидејќи кога ќе споменете танец, се е кажано. Со спектакуларен концерт во Македонскиот народен театар, нашиот најдобар културен амбасадор ја одбележа 70 годишнината од постоењето. Како помина се, имаме и фотографии, имаме и видеоматеријали, имаме и одлични соговорници кои што ќе зборуваат за тоа. Добро утро, добре ни дојдовте, многу се, затоа ќе одиме со ред. Ќе започнам со Бранка Кустич-Марковиќ. Добро утро, Бранка, добре ни дојдовте во Македонија наутро, однеодамна уметнички директор на Танец во многу убава улога и имаме многу убава тема за разговор. Добре ни дојдовте. Бранка Бугариска од Арс Ламина, не случајно во Македонија наутро, приказна поврзана со монографијата која што ја издадовте за Танец, која што е преубава, а за која ќе ги информираме гледачите. И двајца момци, добро утро велам за Јовица Блажевски, кој што е играорец и меѓу другото кореограф на новата кореографија која што ја промовиравте на 70 годишнината од концертот. Добро утро, Јовица, и заедно со нас Дарко Илиевски, композитор и инструменталист. Добре ни дојдовте. Бранка, слегна ли впечатоците? Слегна впечатоците, имаше голема еуфорија не само околу овој концерт, туку ова целата година беше со многу убави настани. Практично централната прослава беше јубилејниот концерт кој што се одржа во јуни. Тој беше најавен како јубилеен, но разбирливо дека вниманието најмногу го привлечено во годишниот концерт заради атмосферата и заради навистина големиот спектакл, бидејќи на Танец му гостуваше целиот ансамбл Коло од Србија, панданот македонски во Србија, така што многу учесници на сцената, голем интерес за концертот, почна новогодишната еуфорија, сите разбраа што прави годинава Танец и некако ја чекаа завршницата и тогаш да почна да бараат билет повеќе. Имавме да промовираме и монографија, што е многу важно, бидејќи знаеме секогаш творештвото е, новото творештво е многу важно. Во филхармонија, во опера, новите дела посебно се најавуваат, но во Танец некако тоа е како разбирливо, но и таму се прават нови кореографии, тоа се големи дела, многу важни. Имавме и годинава. Јас мислам дека имаме, ова е толку од новата кореографија. Авторите се тука со нас, Јовица Блажевски и Дарко Илиевски. Дарко е задолжен за музичката обработка, Јовица за кореографијата. И ова беше навистина спектакл, една богата постановка, Радовишки собор. На Јовица му е пета кореографија, Дарко има многу зад себе творештво и музички обработки направени за Танец, двајцата се долгогодишни членови и тоа велам привлече можеби најголемо внимание, како и самиот бис кога настапија два ансамбли на сцената. И тоа ќе го дискутираме кога сме веќе кај Радовишки собор. Премиерата се случи на концертот, веројатно најголемата трема беше од реакцијата на публиката, а ако појдеме од тоа, судот на публиката си го кажа своето со громогласен аплауз, стоечки овации, веројатно тоа беше најголемата награда. Па секако, ние кога отвориме пред се првите впечатоци ги гледаме од нашите колеги, кои ја поставуваме самата кореографија. Меѓутоа, најголемиот суд е за нас промоцијата, како ќе делува на прв поглед првата публика кој ќе ја погледне нашето дело. Навистина бевме среќни и навистина публиката со бурни аплаузи ја го проследи ова дело. Дарко, вашите впечатоци? Па добро, јас, како што кажа и Бранка, имам за себе творештво, но за прв пат работам кореографија. И искрено ми е голема чест во година на јубилеј, 70 години Танец. Ете, моето име се најде заедно со името на Јовица, како дел од нешто ново, нешто што до сега како регион го немало, музички, играорски, па и како носија и обичај во Танец на репертуарот. Така што, како што кажа Јовица, реакциите сега се окей, мислам не окей, многу убави, но времето се надевам дека ќе го потврди она што го дадовме како труд и дека тоа ќе биде редовно на програмата на ансамбл Танец. И мислам дека ќе оставиме траг и со нешто ново што го планираме во костимите. Морам да споменам, фотофиниш беше. Чорапите стигна на 1-2 часа пред, бидејќи тоа не е опера и балет, па ќе со шиете костими, ова се оригинални костими од регионот. Значи, нова кореографија претходеше истражување, Јовица беше на терен за собирање на ора, на песни, костими, знаете, се потешко и потешко. Како што поминуваат годините, вие да соберете за цел ансамбл автентични делови.
од скутините до кошулите, елеците, чорапите, за мажите стигнаа во последен момент од Радовишкиот регион, собрани од културно-уметнички друштва, за да биде тоа комплетно така на сцена, на вистина голем напор. Така да, на вистина беше малце и возбудливо, беше петок, имаше некои протести околу загодувањето. Пратката ја очекувавме околу 16 часот, во 19 часот имаше техничка проба, каде што требаше јас да бидам присутен. Застој во сообраќајот 18 часот и 30 минути остаа чорапите, 19 часот веќе така. Техничка проба 20 часот почнува концертот, на вистина во последен момент. Ете ни остана еден дел, да кажам, од тие костими носи, кои ќе треба ансамблот да ги набави за понатака, за да си имаме во свое владење. Тука сте со нас, што значи стрес тестот го поминавте. Обично кога станува збор за концерти и реакцијата на публиката кулминира при крајот на концертот. Со танец не беше тоа случајот, уште во првите минути, со звуците на невестинското и тешкото. Мислам дека немаше човек од публиката кој што не застана на нозе, аплаузите не престануваа до последните. Ниту солзите. Ниту солзите, да. Јас ја следев публиката, на вистина многу никога не остава тешкото рамнодушен. Било каде во светот и кај нас, и така почна концертот со двете антологиски ора, со најстарите ора. Дешкото уште на првиот настап во Ланголен ја освои Гран При наградата, таа 1950 година, танец се формиран 1949, тогаш е создадено тешкото, невестинското, Трајко Прокопиев, така што луѓето секогаш очекуваат од танец, тоа е белегот, тоа е символот, меѓутоа и другите кореографии ги има околу 90-тина во својот репертоар танец, правени за танец специјално, големи имиња, Атанас Коларовски, Чучков, кои не, па еве сега и пета кореографија на Јовица Блажевски, Малешев, поселе веќе ги собираат аплаузите низ светот, бидејќи за тоа не постои школа. Многу е тешко да го имате чувството и да сте практичар и да имате чувство како да поставите кореографијата, да се држите до изворите, но да не бидете анахрони и модерни, и во исто време и модерни, и да сте блиску до изворот. Го споменавте моментот од танец се очекува тоа. Тој е дополнителен товар на плејки кој што го имате низ годините. Ние, публиката, секогаш го очекуваме најдоброто од вас без исклучоци. Предност е тоа што вие го нудите, меѓутоа е дополнителен товар на плеќите. Апсолутно, мислам, нема компромис кога е квалитет во прашање. Тоа е нешто што едноставно мора да биде така. Сега се тоа анегдотино во време кога се случува е нервозно за сите нас. Да, како не. Ова со чорапите е последно од низа такви, да речем, бурлески кои што се случува. Ние бевме до пред 2 недели на пат во Австралија, претходно бевме во Франција со оркестрот, во Шведска истото тоа се случуваше. Експресно се постави нова. Да, и тука мора да им се заблагодариме на сите колеги, на нивниот, да речем, несебичен придонес во целата таа организација, која што и подготовка, која што стварно беше, да речем, во цајтнот. Немавме многу време, но го направивме на најдобар можен начин. Да ги споменеме раководителите, вистина да, огромен напор покрај директорот Мартин Вучич, тука се Маријан Андоновски, главниот на игроорниот кор, раководител од Гоце Цоневски на вокалната група и Милан Завков на оркестарот, во случајов и Дарко Илиевски, негова партитура се поставуваше многу малку проби, Јовица исто така за експресен период постави нова кореографија. Така што сите сме среќни, тоа дополнително дава еден шмек на целиот настан и на завршување на јубилејната година. Како мотив повеќе за успеси во периодот кој што следува, Устани во чекор, монографијата која што меѓу другото ќе имаат можност двајца гледачи да ја добијат, телефоните се отворени за двајцата најбрзи гледачи кои што ќе ни се јават во Македонија наутро, ќе добијат можност ова ексклузивно издание да го имаат во својата домашна библиотека. Бранка, секоја чест. Изданието изгледа на вистина луксузно. Благодарам. Ова издание сепак е заеднички труд, значи ние уште при првата средба кога имавме можност да разговараме каква монографија да направиме, уште при првата средба разговаравме дека навистина многу пати е зборувано за танец, многу работи се кажани, што сега повторно имаме да кажеме да биде навистина да го одбележиме 70 годишниот јубилеј. Зборувавме дека овој пат можеби е подобро да ги одбереме 10 антологиски кореографии. И да ги представиме за прв пат и на малку поинаков начин, значи покрај самиот опис на овие антологиски постановки, да дадеме и примери на нотен запис и на музичкиот дел, бидејќи тој е нормално неизоставен дел и за прв пат речевме да направиме нешто такво.
така што и во на самата, програмата да, има, така? секој од ората е представено со еден убав опис. Текстот е подготвен од нашиот познат етномузиколог Кирил Тодевски, а норните записи ги направи Марко Коловски. Стручната редакција на Бранка Костич, заедно со уште... Катерина Кузмановска за етнокоролошкиот дел. Таа исто членка на Танец, асистент на раководителот на игрорниот кор. Јас морам да истакнам Бранка да не многу е скромна. Таа е директорка на издаваштвото на Арс Ламина. Знаете дека тие се познати и по монографските изданија, капитални дела за Неруда, за Бернштайн, за Пол Гоген, и беше вистинското место, а јас сум органски врзана со Арс Ламина и со литература МК, а малкумина знаат бидејќи Бранка е генерација по мене етномузиколог исто, дипломиран, така што разговорот не беше тежок, беше многу логично да најдеме заеднички јазик со ова издавачка куќа и да се разбереме што е потребно. До сега има многу книги, таа речено, свативме дека Танец е многу интересен за странците, но немаме што како сувенир да им подариме. Оваа книга е двојазична и на англиски јазик, многу фотографии и така што веднаш се најдовме и сега може да се гордееме. Лесно беше да се договориме околу самиот концепт како да го представиме. И она што мене многу ми се допаѓа, да речеме, во Арс Ламина е што ништо кај вас не е случајно. На секој детал се внимава, особено на визуелниот приказ на изданието. Така да. И за тоа се. Да, и визуелно навистина изгледа одлично, можам да се сложам со тоа и сосема соодветно на она што Танец го направи, особено нели затоа што оваа година е 70 години јубилеј. Тука многу допринесува, значи, големата база на Танец, архивска база на прекрасни фотографии од минатото, меѓутоа збогатени со нови фотографии, посебно направени за оваа монографија, која ги направи Маја Аргатиева на една посебна фотосесија, така што баш може да се видат прекрасните и носи, и играчи, едноставно да се приближи, нели, што повеќе можеме да приближиме на читателите, што едноставно представува и Танец, меѓутоа и нашата фолклорна традиција. И за тоа колкав е интересот за Танец, говори тоа дека во првите 2 минути од како ја соопштивме информацијата, веќе имавме двајца гледачи на линија кои што ја добија. При крајот на разговорот ќе ги објавиме добитниците. По завршувањето на Македонија наутро ќе може со документ за лична идентификација да го подигнете на пријавницата на МТВ. Да се остане во чекор со традицијата и од друга страна да се спои модерното, бидејќи новото време бара и соодветно прилагодување е тешка и одговорна задача, но вие повторно некако успевате во целиот овој процес. Па ние си ги наоѓаме партнерите, бевме сложни. Јас Танец го следам 20 години како новинар. Значи секогаш бил дел од сите уметнички емисии, секогаш Танец сум го третирала како уметност, но имам впечаток дека публиката се уште го смета само како културно-уметничко друштво. Тука не мислам дека е тоа негативно, тој го негува фолклорот, меѓутоа Танец е исто што и сите други национални установи и така треба да биде и третиран. Сега условите во кои што работат се далеко од тоа, од другите национални установи, се надевам дека ќе има разбирање за тоа, но еве велите се јавиле многу гледачи. Танец е бренд, а втората работа е колку влијае визуелниот изглед. Секој кој што ќе види монографијата ќе посака да ја има. Внимаваме на тоа, соработуваме со луѓе, фотографката Маја Аргатиева, еве Арс Ламина, Moonlight продукција, да ги потсетам гледачите оние што присуствува во Македонската опера и балет на концертот јубилејниот, таму имаше 3D мапирање. Значи ние не ги чепкаме игрите ниту во третман, ниту во музичката обработка до таму да го скоравиме фолклорот, ниту во кореографските постановки, но затоа можеме да се дозволиме еден модерен пристап во сите други сегменти. Наместо класична сценографија употребуваме 3D мапинг и така издадовме ново DVD би било по македонски од тој јубилеен концерт и тоа е атрактивно издание и гледаме Танец да го спакуваме малку поинаку да комуницира со денешното време и да комуницира со младите луѓе, да ги се интересираме за ние имавме новој концерт, многу луѓе што прв пат стапнаа на концерт. Значи возрастни и новинари кои што се дел од нашата култура, кои што рекоа ние не сме знаеле што значи танец во суштина. И мислам дека тој напор што го направивме е видлив, да бидеме на социјалните медиуми присутни. Тие луѓе што работат во Танец, истиот товар го имаат како балерините, балетаните, значи секојдневно вежбање, оркестарот постојано работи, школувани музичари исто така. Значи се е на високо професионално ниво, само требаше тоа да и се приопшти и на пошироката јавност. Да се доближи до И сега за нас публиката Танец е символ на традицијата, на културата, на постоењето. За вас, членовите на Танец, е можеби и живот. И тоа го видовме на сцената.
и кај музичарите, и кај хорот, и кај играурците. Емоциите кои што вие ги делевте со публиката. Веројатно затоа и ние така реагиравме. Па тоа можат Дарко и Јовица да кажат на сцена какво е тоа взаимното чувство. Да. Еве сега гледам дека позадина оде и тешкото. Лично за мене. Јас кога го изведувам тешкото, пред мене излегуваат галични кила за око. Значи, ние тотално се сврзуваме. Не дека е живот, а мислам дека повеќе од живот. Не само за мене, за сите што не на танец. Јовица, вие сте тука во четврти, Така. во орото го играте. Ова е Сега само зборувам и се... Реакцијата иста, Дарко? Апсолутно дека е живот. Ние сме, и јас лично, па и сите колеги музичари се од деца со музиката, дури од како деца со фолклорот врзани. Тоа е неминовен дел од нас. И како што кажа Бранка, нас сите не знаат, но во денешно време каде што информациите течат многу брзо, очигледно дека е потребен ваков метод на работа и на афирмација на ансамблот, за да биде во тек со сето оно што се случува околу нас, со сите светски текови, да понудиме нешто што ќе допре до помладата публика и воопшто до целата наша публика. Јас стално зборам и на работа дека зошто да нема 2 или 3 концерти. Ние секоја година се соочуваме со побарувачка на карта повеќе. Салите се тие што се со одредена бројка на луѓе, но искрено се надевам дека ова што го гледавте вие сега во петокот, до година ќе биде петок, сабота, недела, не мора до година или потаа, ама да биде. Бидејќи ова што ние го нудиме како еден вид подвижен музеј заслужува повеќе публика да го види. И сигурно сум дека заслужуваме сите третман предвидено ќе бидат од секој полни аспект и во ресурси, и во финанси, и во афирмација, и сметам дека тоа нешто што неминовно мора да се случи за да се задржи ова на начин на кој што ние го работиме. Јас да ви кажам, Кристина, отстрана кога гледав танец, мислев дека ги има сите услови. Кога влегов како инсайдер да видам како работи танец, тој работи во помала сала од физкултурните сали во училиштата. Значи, тие по предпоставка ги поставуваат кореографиите, а после излегуваат на поголема сцена од што работеле. Работат секогаш на помала. И ми беше фасцинантно како е можно да се има тој компас за ориентација, чувството да се работи во толку скусени услови, а да се излезе на сцена и да се изгледа раскошно. Вистина е, јас сите ги поканувам и новинарите да дојдат да видат каде работи танец и нема своја сала. Танец би можел да дава концерти, секогаш се подпиша меморандум за соработка со Агенцијата за промоција на туризмот. И тие има туристи кои што редовно доаѓаат, сакаат да го видат танец. Нема каде да го видат танец. Нема своја сала, нема своја сцена и тоа е вистинска штета, хендикеп, секогаш зависимо од туѓи термини. Еве не може еден концерт се даде, можеше слободно 2-3 концерти, но нема каде пред нова година. И ова е сериозно институционално прашање, имајќи предвид дека секогаш кога зборуваме за танец, зборуваме со гордо крената глава. Ако тие ја оправдуваат целта, тогаш и ние од друга страна треба да соодветно да реагираме. Сакам да ги споменеме и Коло, заедно со Националниот ансамбл од Србија. Настапувавте како добри домаќини, им го отстапивте првиот дел од концертот и на крајот повторно се убединивте во играта и ја пренесовте она суштествената порака. Колку политички се разделуваме, толку музиката и уметноста обединува на едно место. Неважната порака. Тоа се нераскинливи врски. Јас колку што знам, танец ги негува контактите со Коло во Србија, Ладо во во Хрватска и Филип Кутев во Софија. И на аматерски план, знам, половина од ансамблот танец, не половина, но многумина имаат контакт излезени со тие друштва. Јовица раководи едно такво аматерско друштво. Потребна е таа врска и со аматерските ансамбли и со националните. Ми беше кажано дека малку се проречени тие контакти и беше одлична можност да се поканат Коло. Директорот ги покани, тие од целото срце ја прифатија поканата, се познаваат меѓу себе членовите, многу пати настапувале заедно, се одушевуваат едни на други, секој има да покаже дел од својот фолклор, од националната гордост, без никаков проблем играат заедно, и Мораваци, Црногорка, тоа се виде, одат инсерти, нема проблем, професионални играчи што им дадете ќе играат и јас се надевам дека таа соработка ќе се динамизира во иднина, зашто не можам да сватам порано луѓето биле многу повеќе космополити од што се денес и Балканот воопшто не може да се разгледува македонскиот фолклор сам за себе изолирано, туку во балкански контекст, јужнословенски контекст, па и светски контекст.
контекст. Јас не гледам разлика, напротив гледам квалитативна предност на танец пред Ривер-денс, пред ирците. Таму е многу поедноличен чекорот, зашто танец има толку да покаже, сите региони носат своји карактеристики, исто така и Србија, и Албанија, и Грција, и лично, и сметам дека сите членови на танец сакаат вакви соработки, тоа ги збогатува, ги можат да се измерат каде се и што се, а танец сега се измери на вистина добри, беше врв. Оно што мене ми беше интересно и ми го задржи вниманието, еден од српските актери, чинам, кој што најавуваше една од кореографиите на Коло, кажа мал милион стручни музички термини со кои што националните ансамбли работат. И меѓу другото последната последната реченица, а вие мислите дека само играме и навистина тука станува збор за наука. Ова е комплексна наука. И ова е нешто со што вие секојдневно се справувате и секоја чест за тоа. Не знам, има тука практичари што може повеќе да кажат. Тоа никој не го знае, тешко е да му се објасни на некој што не се бави со оваа работа. Тоа е, јас како музичар можам да го кажам од дете, јас и во основна школа кога сакав им кажав дека ќе записам музичко, некој од професорки да вика: "Ма добро ти вика, свири си пак, ама знаеш како оди гимназија." Бидејќи суштината е нешто друго. Суштината дека нема квалитет без подлабоко навлагање во било која да речам проблематика. Тоа ние го знаеме и за условите и за начините, се знаеме, публиката не го знае, публиката само ја интересира крајниот продукт. За среќа наша и за тоа што имаме квалитетни колеги, ева сега одличен менеджмент, ние го нудиме тоа што ви уживате. Вашиот е безпрекорен, да. И она што е најважно, се потсетив на концертот дека веројатно, имајќи го предвид брзото и сурово секојдневие, ни фалат вакви моменти, почести моменти, на насмевка, на добро расположение, да заборавиме на грижите. Благодарам многу. Јас го кажувам ова во името на сите кои што беа во Македонскиот народен театар 2010-та. Ќе продолжите со концертите, турнеи, нешто за 2010-та рече. 2010-та. Неколку пати изминативе денови 2010-та им честитав на нашите гледачи. Не знам зашто толку сум врзана емотивна за таа година. Веројатно. 2020 нека ни биде уште побава, ние во танец, еве јас го влегов на опашката, меѓутоа во најбурниот период се случи во Франција беше оркестарот, Дарко ги предводеше, освоја Гран При во Париз. После тоа беше гостувањето во Шведска и во Австралија, посебен предизвик, знаете моментумот каков е, а танец е символ, се поистоветуваат со националната гордост, значи танец излезе како победник, им покажа на сите дека политиката е едно, танец е имал на линија 70 години, ја тера истата линија и никој не останува рамнодушен и најголемите критичари паѓаат после првите звуци на тешкото и после сите концерти на танец. Јас можам само да им позавидам на овие што се на сцена, верувам дека тоа чувство, особено еве сега, сигурно и како кореограф и како играч, Јовица може најдобро тоа да го каже што значи танец за играчите. Вие кажавте што значи танец за публиката. Јас сум измеѓу и со трема и со задоволство и многу се радувам и за оваа монографија и веројатно Бранка ќе ни каже сега и ние да слушнеме, ќе има и за гледачите, не само оние што ќе ја добијат, туку секој ќе може и да ја купи. Таа ќе се биде достапна во книжарницата Литература МК, многу скоро после тоа ќе биде и во другите поголеми книжарници со кои што соработуваме, така што отворени сме понатаму, дај Боже да има голем интерес, да продолжиме понатаму и со репринти нови издания, меѓутоа и со нови изданија. Личности во танец, едноставно навистина недостасува ваква литература кај нас. Некако прилично се затворени, може би до сега се случувало да останат никако само малку промотивни примероци, да не се достапни за поширока публика. Овој пат си дадовме збор дека ќе се потрудиме заедно и колешки сме етномузиколози и се во издаваштвото заедно сме биле некое време, значи ќе се потрудиме навистина да направиме и не само танец, него воопшто нашата традиција, некако повеќе да ја приближиме на пошироката публика и да направиме што подостапно. Ова е само прва книга. Ние планираме да продолжиме и со другите кореографии и да продолжиме со личностите. Знаете, од танец излезени. Тензата на Асовскијата, на Сколаровски, Васка Илиева, Кочо Петровски. Значи, може монографија за секој од нив да се направи, да биде исто толку богата и исто толку важна. И ако ме прашате кој е совршениот новогодишен подарок, ќе ви кажам дека е токму монографијата. Со време набавете,
кажа Бранка Каде. Така, Ви од утре. Од Од утре утре, во литературна. од утре имате можност, да. Благодарам многу за гостувањето во Македонија наутро, ми беше чест и задоволство што ви имавме на крајот на годинава да ги сумираме впечатоците од јубилејната 70-та година од постоењето на Танец. Посакувам уште за почеток успешни 70, а за понатаму ќе разговараме 2020, така имаме поводи за убави средби, се надевам. Благодарам уште еднаш. Благодарим и ние, Тино. И разговорот ќе го завршиме со онака како што всушност Танец и Коло го завршија концертот, спектакуларниот крај на одбележувањето на јубилеот. Погледнете и уживајте.